Ракија, зелка, скара. Излетничките места во Скопје преполни за денот на трудот. Граѓаните го искористија слободниот ден за традиционален првомајски пикник. Сител направи обиколка низ градот. На патот на кај Марков манастир имаше колони возило уште рано наутро, но атмосферата која владееше ги оправда гужвите. Од двете страни на реката толпа граѓани со софри уживаа во сонцето и пријатната температура. Преовладуваше мирисот на скарата, веселата музика придонеса завидно расположени скопјани. Како си поминувате? Еве се гледа скаричка, пиење, алкохол, дружба и тоа е тоа. Како се распределија обврските на мажите и на жените? Гледам вие сте задолжени за скарата. Така е. Жените за салатите, повеќе се на маса, ние околу работат и тоа е тоа. Пластичните столчиња кој ги растовараше од багажникот? Мажите се разбира. Ние сме за тоа. Се е супер, ќе се пече ребренце, бела вешалица, кебапче за овие малечки дечиња. Ракија и зелка, дали ова е вистинскиот начин да се прославува 1 мај? Па јас мислам дека е вистинскиот начин да се прослави 1 мај. Кое место ти е највкусно тебе? Пилешко. Колони од автомобили беа паркирани и наводно. Дел од граѓаните уживаа со софра на летниковците, други го искористија денот да спортуваат. Гужви имаше и грешичарата. Полн беше и градскиот парк. Сонцето ги примами граѓаните да прошетаат и да уживаат во слободниот ден. Габриела Лескова, Сител телевизија.